Сега немаме добиено никакви повратни одговори во однос на тоа дали се преземаат чекори да се организираат одредени средби со Европската комисија и представници на владите на сите 4 држави за да се надмине овај проблем. И затоа ние имаме донесено решение да започнеме точно напладне во 12 часа со блокада на сите гранични премини кои што директно или индиректно се поврзани со земјите кои што се членки во Шенген зоната. На почетокот кога се потпишуваат тие спогодби, еве ние сме веќе 17 година како имаме потпишено, во Шенген зоната беа многу мал број на држави. Што значи дека броењето на тие 90 дена во 180 дена не беше толков проблем. Меѓутоа, со текот на времето и годините како поминува, веќе имаме затварање на целиот круг, затоа што од минатата година, кога влегоа Румунија и Бугарија во Шенген зоната, веќе имаме 29 држави во Европа, кои што се во Шенген зона и не можеме да ги прескокнеме. Што значи, само што ќе влеземе на територија на одредена држава, веќе почнува да не се бројат деновите. Во тие, ако го поделиме тие 90 дена во тие 6 месеци, можеме да кажеме дека превозникот, односно возачот, може да престојува 10 до 15 дена во еден месец, зависно од тоа каква му е дестинацијата, растојанието од каде до каде вози. Али, кој ќе ги пресметаме ефектите од таква работа, тие се минорни и неисплатливи.